Ве поздравувам, браќа и сестри, и ви посакувам Божи благослов. Мијатата сабота малку зборував за Откровение, 11 глава, и еден мал дел од 13 глава. И јас би сакал само да се подсетиме за продолжение денес на првите зборови од Откровението 11 глава. Главата која што зборува за двата сведока. 11 глава, ќе го прочитаме само првиот и вториот стих. Јован запишал: и ми се даде мерна трска, слична на жезол, и ми се рече: стани и измери го Божиот храм и жртвеникот и оние што се поклонуваат во него. А дворот пред храмот остави го и не мери го, бидејќи им е даден на незнабожците. Тие ќе го газат светиот град 42 месеци. Прашањето што го одговаравме минатата сабота беше: што значи да се измери Божиот храм? Што значише воопшто да се мери? И значише суд. Според оно што го прочитавме и од Стариот и од Новиот Завет. Во Стариот Завет прочитавме: измерен си на мерила и си се нашол лесен. Зборовите, страшните зборови кои што Господ ги напишал на зидот од палатата во Вавилон последната ноќ од животот на царот Валтасар и последната ноќ од Вавилонското царство истовремено. Во Новиот Завет пак ги читавме зборовите на апостол Петар. Време е да почне судот од црквата Божија. Откровението 11 глава представува вовед во темата за судот. И 11 глава беше посебно интересна глава и за пионерите на адвентизмот. И актуелна е и интересна за нас денес. Многу што од оно што е запишано во 11 глава од Откровението е нешто што допрва треба да се случи. Нешто што се уште не е исполнето. Оно што мене најмногу ми се допаѓа и што беше тема за пионерите на адвентизмот, представуваат зборовите од 15 стих, каде што Јован запишал: затруби и седмиот ангел. Значи се до тука се уште не затрубил седмиот ангел од 7 труби, последната труба значи. Затруби и седмиот ангел и што се случува? И по небото одекнаа силни гласови, кои викаа: царството на светот стана царство на нашиот Господ и на неговиот Христос, и тој ќе царува во сите векови. Значи, во моментот кога ќе затруби седмата труба, според Откровението, настапува Божиото царство, Христовото царство, кое што ги укинува сите овие претходни царства, сите држави на овој свет. Или како што пророкот Данијел запишал своевремено од видението на царот Навуходоносор, тоа е оној камен што без рака, значи по Божја сила,
удира во стапалата, во прстите на ликот и целиот го раздробува, го уништува. А самиот камен се претвора во што? Како вели пророкот Данијел. Или гора, зависи каков превод имаме, кој што ја покрива целата земја. Значи, уништен е ликот, уништени се државите од овој свет, уништен е новиот светски поредок, уништен е антихристот, за кого апостол Павле вели дека Господ ќе го убие со духот од својата уста при неговото второ доаѓање. Во втора Солуњаните. И настапува Господовото царство. За тоа царство пак, што исто така запишал пророкот Данијел. Тоа е царство кое што нема да помине, за разлика од сите овие предходни, кои што поминале и поминуваат. Поминливи се. Туку самото тоа ќе остане довека, за секогаш, вечно царство. Овие месијански теми во времето во кое што живееме стануваат се повеќе актуелни. Се повеќе и повеќе актуелни. Колку минува времето, се повеќе и повеќе се зборува или за антихристот, се зборува веќе и во медиумите за зидањето на храмот во Ерусалим, зашто малку зборувавме минатиот месец. А сега, верували или не, почнува во дипломатскиот и јазикот на политиката, во највисоката политика, почнува да се зборува за доаѓањето на Месија, замислите. Почнуваат оние кои што управуваат со светот, барем според мислењето на пошироката јавност, да зборуваат за доаѓањето на Месија. Би сакал да споделам со вас една информација која што нашиве медиуми сигурно не ја забележале. Тие се премногу неинтелигентни за да ја забележат. И верувам дека е информација која што не може да се најде на било кој светски медиум. Имено се работи за неодамнешна посета на американскиот подпредседател, којето и знаете, нели? Да. Майкл Пенс на Израел. И сега, веројатно, тогаш кога тоа се случило, медиумите, се случило именно на 22 јануари, поточно, медиумите само тоа го кажале. Майкл Пенс во посета на Израел. Може би на уште некоја друга земја, поблиску или подалеку. И толку. Меѓутоа, светските медиуми не кажале каков говор одржал Майкл Пенс, тој 22 јануари годинава, на специјално свикана седница на Кнесетот, на израелскиот парламент. Значи. И би сакал да ви цитирам некои извадоци од неговиот говор. Но пред да почнам со нив, да кажам каков коментар за истиот говор дал еден познат еврејски теолог, кој што живее во Русија, инаку,
по име Авигдор Ескин, коментирајќи го говорот на американскиот потпредседател на посебна седница на Кнесетот во Ерусалим на 22. јануари, овој еврејски теолог Авигдор Ескин кажал дека овој говор на Майкл Пенс представува почеток на еден месијански дискурс, представува почеток на нов говор во јазикот на политиката. До сега политиката зборува за некои поими, како што се, например, меѓународно право, нешто што одамна не постои, уште од времето на Клинтон, например. Човекови права, нешто што исто така денес не постои. Ако сака, ЦИА може да збрише и 6000 американски граѓани на своја територија и да измисли приказна дека некои авиони удирале наводно во њујоршки облакодери. Едноставно не постојат човекови права. Не постои меѓународно право. Што друго обично се збори? Демократија, нешто што никогаш не постоело. Барем во последните 250 години. А најмногу се жонглира со таков термин, например, секаде. И сега тоа веќе и за највисоката политика веќе овие фрази стануваат нешто изветреано, нешто во што никој не верува, се разбира. И е бесмислено да се зборува понатаму за нив. Затоа Майкл Пенс воведува нов говор, нов јазик во политиката. Кој е тој јазик? И каква врска има тоа со месијанизмот? Или верата во доаѓањето на Месијата, Спасителот, што значи веќе и во политиката оваа тема станува актуелна. За време на својот говор во израелскиот парламент, американскиот потпредседател ја цитираше и Библијата. Знаете кој зборови ги цитираше? Ке дојдеме до таму. Цитираше зборови кои што Елена Вајд ги цитира и кои што беа цитирани на минатата библиска полука, кога зборувавме за римјаните. Поточно за римјаните 11 глава. Инаку, тие зборови Елена Вајд ги има преземено исто така од Библијата. Тоа познатиот нејзин цитат во врска со обратувањето на многу евреи во последното време, значи нивното прифаќање на Христа и нивното активно учество во завршните настани од историјата на овој свет, незините познати зборови, кои што се цитираат во книгата Евангелизам, ако ја имате. Во еден ден ќе се роди една нација. Посебно убав цитат. Знаете ли од каде ги презела она овие зборови? Каде во Библијата се наоѓаат овие зборови? И од каде Майкл Пенс ги цитирал истите овие зборови во израелскиот парламент. До сега може би сте мислеле дека овие зборови се само од Елена Вајд, само од нејзина визија, од нејзините списи. Всушност овие зборови се цитирани во една библиска книга. Каде се наоѓаат тие зборови? Се наоѓаат во книгата на пророкот Исаија, точно,
Каде во Исаија? Како? Ама не сте таму, така? Не сте во главата. Добро. Не е во 59-та, туку е во... Колку глави има Исаија? Многу лесно за паметење. Колку книги има Библијата? 66. Последната глава од Исаија е 66-та глава. Инаку многу убава глава, бидејќи во оваа глава Господ најавува многу славни и интересни настани за последното време. Некои од нив веќе и се исполнувале и се исполнуваат уште од почетокот на новата ера, уште од 50-ница наваму. Ја би го прочитал и ќе почнем да читам од 5-тиот стих, каде што Исаија во 66-та глава ги кажува овие зборови: Чујте го словото на Господ, вие што треперите пред словото Негово. Вашите браќа, кои ве мразат и кои ве гонат заради моето име, велат: нека се јави Господ во својата слава, па да ја видиме радоста ваша. Но тие ќе бидат посрамени. Тоа е 5-тиот стих. 6-тиот вели: Ете шум од градот, глас од храмот, глас од Господ, кој дава отплата на непријателите своји. Нешто што подсетува на судот, нели? Кога Господ ќе дава отплата на непријателите своји. Уште не беше почувствувала родилни маки и роди. Пред да настапат болките нејзини, роди син. Много интересно. И сега 8-миот. Кој слушнал такво нешто? Кој видел нешто слично на тоа? Никнува ли од земјата во еден ден? Се раѓали народ наеднаш, како Сион, што току почна да се мачи од родилни болки, ги роди синовите своји. И понатаму може да читате и цела глава, да не должам повеќе. Исаја најавува нешто многу интересно во овие зборови. Еден народ вели, иако Исаја го поставува тоа во прашална форма, а Елена Вајд го цитира во потврдна форма. Се раѓали народ наеднаш како Сион. Што значат овие зборови? Може ли да се роди одеднаш цела една нација? Одеднаш. Тоа е оно што како големо чудо се поставува со овие зборови. И тоа е оно што Пенс го цитирал во Кнесетот. Би сакал сега да прочитам што друго кажал тој таму. Само некои цитати, кои што верувам нема да одземат премногу време. Прво ги поздравил и вели, значи им се обраќа на израелските пратеници, им вели: ви пренесувам поздрав од председателот на Соединетите американски држави Доналд Трамп, човекот кој што повеќе од било кој политички лидер направил многу повеќе на сближувањето на нашите две земји од било кој друг председател во последните 70 години. Понатаму вели: мојата мисија се состои во тоа да ви пренесам една едноставна порака, која што доаѓа од срцето на американскиот народ. Америка го поддржува Израел, ништо ново. И сега понатаму зборува за таа поддршка и
кажува некои пофални зборови, еве, например, некои ласкави зборови, нешто што многу личи на американските протестанти. Например, ние го поддржуваме Израел затоа што вашата кауза, значи им се обраќа на израелците, вашата кауза е и наша кауза, затоа што вашите вредности се и наши вредности. Вашата борба е и наша борба. Ние го поддржуваме Израел затоа што го поддржуваме доброто против злото, правдата против неправдата, слободата против тиранијата и слични вакви ласкави зборови. Што до сега може да се рече дека не се ништо ново, се до моментот кога Пенс прво во својот говор ги цитира овие зборови од Исаија. Се раѓа ли народ наеднаш како Сион? Може ли да се роди цела една нација во еден ден? Цел еден народ да се роди одеднаш или наеднаш? И сега, во продолжение, после овој цитат, Пенс продолжува и го најавува следното. Ерусалим треба да биде град под неподелена еврејска власт, со јасни месијански надежи. Еде сега, значи, во највисоката политика се употребува зборот месија или месијанство. И во јазикот на тие политичари почнуваат да влегуваат библиски цитати поврзани со последното време. Кога ова прв пат го прочитав, меѓу другото ми текна да и пренесе брат Борче на сестра Снеже, а и вам сите вие кои што сте или имате, познавате некој наставник, професор и така натаму што работи во училиште со деца, дека од сега натаму ниту едно партиско директорче не смее да ви забранува на децата да им цитирате Библија на училиште. Затоа што нивните највисоки шефови во денешната политика го прават истото. Повеќе не се зборува за демократија, за човекови права, дека Израел наводно бил единствената демократија на Блискиот Исток и слични такви пропагандни невистини, бидејќи тоа едноставно не е точно. Ниту во Америка има демократија, ниту во Европска унија. На сите тие места постои нешто што се нарекува денес либерален фашизам, иако тоа не се нарекува од нив самите. Би сакал само уште една реченица од Майкл Пенс. Поточно ќе бидат две реченици. Во својот говор тој продолжува и вели вакви зборови. Замислите, овој политички говор пред парламент. Во храмот на Господовиот гроб едно христијанско дете минува низ тајната на крштевањето. На западниот зид во Ерусалим едно еврејско дете минува низ бар мицва, односно се мисли на оној обред кога, како и Христос на 12 години, во храмот станувал син на законот. Значи влегувал во они период или она возраст кога се сметал за полноправен евреин, должен да го исполнува законот. Или заповедта, бар мицва, во превод од арамејски значи син на заповедта, што може да се преведе и како син на законот. А во Харам ал-Шариф се молат со наведнати глави, ние би рекле не само глави, младите муслимани.
Значи, Пенс слика една идеална слика за тоа како треба да изгледа Ерусалим, ама под еврејска власт. Меѓутоа, такво нешто воопшто не одговора на реалноста. Во реалноста постои омраза и непријателство помеѓу евреите и муслиманите. И, како што бевме сведоци во оваа деценија, на таа омраза најмногу жртви има и од страна на христијаните во Блискиот Исток. Денови прочитав дека наводно некои христијански мисионери, може би сте ја видели вие таа вест, овие денови повторно биле погубени во Авганистан. Инако. Земја, значи, која што веќе 10 години е под наводна власт на Соединетите Американски држави, наводно демократија, а се уште се погубуваат христијански мисионери на муслимански начин, со оцекување на главата. Исто како што пострадал апостол Павле пред 2000 години. Тоа е реалноста. Живееме во време кога Божиот народ се гони, Божиот народ трпи прогонства, почнуваат и почнале веќе одамна да се случуваат погубувања заради верата во Христа, значи погубувања, маченички погубувања, како во минатото, како во старите векови, или како во многу места за време на комунизмот и така натаму. Но наспроти тоа, постои потребата да се исполни планот на новиот светски поредок, потребата да стане Ерусалим главен град на светот, да се изгради третиот храм, како што тие го нарекуваат, за во него да седне кој? Кој што евреите го нарекуваат Месија. Значи, евреите зборуваат за Месија. Да се изгради храмот, ке дојде Месија да седне во него. Америка ги поддржува во тие настојувања, или како што цитирав, во месијанските надежи од Майкл Пенс, а исто така би сакал да го цитирам уште еднаш овој, во врска со овие зборови на американскиот подпредседател, овој еврејскиот теолог Авигдор Ескин, кој што вели: Майкл Пенс им порачал на израелците и на сите нивни соседи дека месијанските погледи не се ништо помалку сериозна основа за меѓудржавен диалог од, како што рековме, меѓународното право или човековите права и слични такви изрази кои што досега биле користени. И сега внимавајте што друго кажал Пенс. Пенс рекол дека судбината на оваа библиска земја ќе биде одредена со идеите од книгата над книгите и носителите на тие идеи. Завршен цитат. Која е книгата на книгите? Библијата. Замислите, значи, во меѓународната политика сега отворено се зборува дека Израел треба да постои заради библиските пророштва. Израел треба да постои, а и сето оно што го сакаат денешните израелци. Да се изгради храмот, да се прошират и границите на Израел, заради тоа се водат и војни, нели? Со соседите, да се воведе повторно левитското свештенство, зашто читавме мијатиот месец исто така, крвните жртви, се што тие сакаат, во тоа
Америка и незините протестанти ги поддржуваат заради исполнување на месијанските надежи. Меѓутоа, кој е тој што? Кој е тој што ќе го примат како Месија? Тој ќе биде лажниот Христос. Тоа се Христови зборови, кои што самиот ги кажал како пророчки зборови, кога Христос стоел пред еврејскиот парламент. Кога било тоа? Пред Синедрионот. Јован 5 глава, после исцелението во саботен ден на фатениот, парализираниот кај бањата во Витезда. Христос требал да одговора за тоа дело, како за наводно прекашување на законот пред еврејскиот Синедрион. И тогаш прв пат посакаа еврејските водачи да го убијат Христа. Иако тоа тогаш не им беше дадено. Но да ги прочитаме Христовите зборови во неговиот одговор пред нив. Сме читале многу што од тој говор до неодамна, но мислам дека поодамна не сме ги читале овие конкретни зборови. Например, еве ќе читам, да се посетиме на некои познати зборови од 37 стих па надолу. Јован 5 глава од 37 стих па надолу. Ако имате Библија, отворете на тоа место. Исус продолжува во својот говор и вели: и Отецот кој ме прати. Тој постојано и до тука постојано се повикува на Отецот, како оној што го пратил, како оној од кого потекнува неговата власт, овластување, авторитет и така натаму. За било што кажува или направил. И Отецот кој ме прати, сам посведочи за мене. А вие ниту гласот негов никогаш не сте го чуле, ниту лицето негово сте го виделе. Сега да каже за разлика од мене. Колку сум јас, како негов син, поблисок до него од сите вас. И зборовите негови не се во вас, зашто не верувате во оној кого го пратил тој. Ако не веруваме во Божите пратеници, не веруваме ни во Бога. Ако ги отфрламе Божите пратеници, го отфрламе оној што ги пратил. Во случајов, отфрлајќи го Божиот син, го отфрлаат и неговиот Отец. Познатите зборови понатаму во 39 стих. Ги истражувате писмата, зашто вие мислите дека во нив имате живот вечен, а токму тие сведочат за мене. Но не сакате да дојдете кај мене, за да имате живот. Од луѓе слава не примам. Но јас знам дека во себе љубов Божја немате. На прв поглед може би звучи неверојатно, како тоа луѓето не сакаат живот. Ма ние сме сведоци, повеќето луѓе не сакаат живот. Сакаат уживање, ама не живот. Луѓето го сакаат гревот, и затоа попрво сакаат да уживаат 5 минути во гревот и потоа да ги снема за секогаш, отколку да имаат вечен живот, отколку да уживаат во Божијата правда, во неговите благослови, во неговата благодат и сето оно што тој го дава.
парадоксално, чудно, неразумно, но вистинито, реалност, која што ја гледаме насекаде во овој свет. И сега доаѓаме до клучните зборови, 43 стих. Јас дојдов во името на мојот Отец и не ме примате. А некој друг ако дојде во свое име, него ќе го примите. Кој е тој друг? Лажниот Месија. Се разбира, во историјата на Израел имало многу лажни месии. И по многу од нив биле излажани, меѓутоа најголемата заблуда и најголемата измама не само за евреите. Најголемата заблуда и најголемата измама за поголемиот дел од христијанскиот свет исто така се спрема токму во овие наши денови во кои што денес живееме. Затоа што да не заборавиме дека живееме во време кога е проречено да се појават и до сега се појавили исто така и многу лажни Христоси и Месии, кажавме. Но во еден посебен смисол, ако се подсетиме на големата борба, например, последните глави, се зборува за појавата на еден посебен лажен Христос. Кога луѓето, значи христијанскиот свет и медиумите по светот, ќе тврдат, ќе зборуваат, дури со голема радост, со овации, дека Христос дошол, Христос се вратил, Христос повторно лечи, исцелува, прави чуда, поучува, благословува, со мил, нежен глас. Во големата борба пишува пригушен глас. И уште еднаш ќе подсетиме, во се што прави и во се што ќе поучува, по ништо нема да се разликува од вистинскиот Христос. Освен по една работа. Која е таа една работа? Се сеќавате, во големата борба го пишува тоа. Таму ли навајд вели, ке тврди дека саботата ја променил во недела. Нешто што вистинскиот Христос не го кажал на земјата пред 2000 години. Замислите, во сето друго ќе биде исто како Христовите дела, неговите зборови, неговата наука, неговите чуда, замислите. Ќе бидат имитирани. Или во еден друг текст од големата борба, сето измамата во последното време ќе биде толку голема, што вистината од лагата нема да се разликуваат на никаков друг начин, освен преку Светото писмо. Повторно, книгата над книгите. А во врска со овие зборови од Исаија, кога се родила нација во еден ден? Дали се родила пред 70 години? Бидејќи тоа беше поводот на посетата на Пенс на Израел оваа година, значи, ќе се одбележи во април и во мај 70 годишнина од основањето на државата Израел. Дали Исаија мисли на 14. мај 1948 година во своето пророштво?